земам зборот, ме споменавте, па немам друг начин да реагирам. Се обидам уште еднаш попластично околу целата оваа работа. Значи, мислам дека законското решение кое што го имаме во моментов е добро законско решение. И исто така мислам дека, имајќи ја предвид и мојата позиција во политичката партија која што ја представувам како подпредседател на партијата, дека и доволно кажав во сопствениот говор за да дадам признание на она што се прави и бев доволно објективен да кажам како сме стигнале до овој закон. Значи јас нити велам дека овој закон бил плод на претходни заложби на ВМРО да помане, напротив, кажав како дојавме до законов и го признавам, нити велам дека казнената политика која што постоела во едни други времења била добра. И мислам дека да имаме малце доблес во парламентов, ова требаше да е прифатено. Јас направив 4 години пауза во парламентот, гледам дека за жал, велам за жал, затоа што и тоаш не бев среќен, многу работи остануваат исти. Еве ќе кажам друг пример. Обидувајќи се да го сменам начинот на функционирање во ова собрание. Во истото ова собрание се поднесе закон за полагање на правосуден испит, со кој што закон, доколку немате 8 просек, не можете да полагате правосуден испит. Тогаш јас бев единствен пратеник од мнозинството кој што на Комисија за политички систем, истата оваа комисија гласаше против и на пленарна седница гласаше против. Мислам дека ни требаат такви повеќе охрабрување и сега. Значи, мислам дека ни е јасно на сите дека овде ќе имаме промашување. И само, а промашувањето е очигледно технички аспект. Земале да ги прилагодуваат закониве, прилагодуваат закон кој што не е за прилагодување. И некојаш е полесно да се вратите чекор назад, отколку дојдете 3 напред. Еве, ќе давам тој пример. 8 просек направен факултет, кај што јас сум завршил, професорката предавала и така натака, и направен факултет, еве да не именувам кој друг, да не навредам никого, не е исти. 8 направен во Скопје и 8 направен еди кој си, ајде да не навредувам никого, не е иста. Ја тогаш укажував, никој не слушаше, напишале од Министерство за правда, најпаметни се таму, најстручни се таму, законот помина, 100 проблеми создаде тој закон. Истото ни се случува сега. Не значи дека како нешто доаѓа од Министерство, дека најпаметни се. Па нас ни се случувало во ова собрание на иста седница да имаме за исти закон со 2 архивски броја. Например, имало закон за градење со архивски број X, во кој што се предлага една работа, и на истата седница закон за градење со архивски број Y, во кој што работава што се предлага во горниот закон се брише во долниот закон. И не мислам дека после се ова што случи во државава, сакате после моја 4-годишна пауза овдека дека ние треба да се соочуваме со исти работи, да помине утре законов и да го видиме за 2 недели истиот закон да го врати Министерство за правда, од како ќе им реагираат од Советна Европа, од како ќе им реагираат од ОПСЕ, од како ќе им реагираат од Стейт Департмент, од како ќе им реагираат од Европска унија, да го врати по старо. Мислам дека треба малце сите да ставаме кочници на работите. И еве пластично да образложам. Поентата на вакви закони е народски кажано дека стравот лозијата го чува. Зошто има висока казна? Еве со пример ќе образложам за оние што не гледаат. Например, има укажувач во Министерство за правда. Тој укажувач се решава да се охрабри да оди кај надлежниот за примање на пријави од укажувачи. Тоа за што укажува, еве да претпоставиме дека е неточно. Затоа што не е истражен орган укажувачот, ги нема сите факти пред себе, па да утврди дека работата е точна и укажува, например, за неправилност на министерот за правда. Низ постапка се утврдува дека министерот за правда работел прописно како што треба и не направил никакво прекршување. Можноста надлежниот, затоа што на крај сите сме живи луѓе, имаме емоции и така натака, да го открие идентитетот на укажувачот пред министерот. Јас мислам дека е помала ако запретената казна му е 6000 евра, отколку ако запретената казна му е помеѓу 100 и 500 евра. Може би во двете варијанти ќе го открие, не знам. Но логиката е дека 5 пати ќе размисли ако треба да плати 6000 евра, отколку ако треба да плати 100 евра, а да му се умилкува на министерот. Дадов обратен пример, кај што укажувањето не е точно условно кажано. И сега ние не можеме да кажеме дека има
Заштита доколку е делото посериозно и има кривично гонење. Да, така е, ама некојаш укажувањето е за процедурални постапки, некојаш е укажувањето за грешки во процедурата, некојаш е во корист на надлежниот орган. Например, не знам, имате јавна набавка. Се спроведува на X начин. Се прави грешка, никој не е совршен. Комисијата не утврдува грешката, во рамки на комисија еден од членовите на комисијата укажува дека има грешка, остатокот од комисијата не прифаќа, не сака тоа да го потпише затоа што кривично ќе одговара, оди укажува каде што е надлежна каде што е надлежниот за пријавување. И се ако се открие идентитетот на тој човек, утре може да се соочи со санкции, може да се соочи со преместување од работно место, може да се соочи со други последици и затоа е логиката дека овде се потребни високи казни. Не можеме да правиме урамниловка до име на права линија за сите овие работи, а најмалце јас сакам, еве ќе бидам до крај искрен, утре откако ќе помине законот, да потпишувам и да праќам писма како пратеник до Совет на Европа, до ОПСЕ, до Европска унија, до Стеј департмент, во кој што ќе си ја кодошам условно кажано сопствената држава и институција во која што работам, а тоа е Собраниево, и ќе им кажувам каков нонсенс закон е донесен, па истивот како ќе изреагираат, да дојде тука заменик министерот за правда или министерот за правда и да рече законот го враќаме по старо. И тоа е работа на опозиција, се слушаме за вакви работи. Благодарам. Благодарам.